Почитувани, ги следите вестите на Канал 8. Од почетокот на уписите во 5 кочански училишта се запишани 226 правачиња. Со оглед дека бројката на список за упис е поголема, се очекува до почетокот на учебната година да се запишат околу 280 правачиња. За 80 правачиња дополнително треба да се провери местото на живење, велат од општина Кочани. На список 412 деца од Кочани и населените места кои треба да се запишат во сите 5 основни училишта во Кочани. До сега се запишани 226 правачиња. Ова сепак не се официјални бројки од причина што уписите не се завршени. Можат се уште да се запишуваат деца на училиште, а за уште 80 треба да се провери местото на живење, бидејќи не се јавиле за упис, велат одговорните во општина Кочани. И со оваа бројка во кочанските основни училишта годинава запишани се поголем број правачиња во споредба со лани. Со состојбата со вчерасниот состанок што го имаше градоначалникот Николчо Илиев со директорите на основните училишта се констатира дека вкупно запишани по основни училишта во централните и подрачните училишта имаме 226 ученика. Со тоа ни дава за право дека бројот ќе расте уште повеќе, со тоа што имаме услов за некои барања за менување на училиште од страна на родителите и кога и тој процес ќе биде финализиран, очекуваме некоја бројка од 280 запишани правачиња. Бројка која охрабрува, меѓутоа должам да кажам дека има и приличен број на ученици кои што со изјава родителите потврдиле дека децата се веќе иселени, односно дека не живеат во Република Македонија. И за 80 ученика треба да се провери уште еднаш со повторен повик за да видиме каде се наоѓаат тие ученици. Уписот на правачињата ќе трае и до почетокот на учебната година. Право на упис годинава имаат деца родени 2015 година, а може да се запишат и деца родени почетокот на 2016 година, но со претходна согласност од родителот на детето и мислење од педагогот и психологот на училиштето. Советот на општина Кочани ја продолжува постапката за измена на актуелниот грб и знаме. По усвојувањето на предлогот што беше даден на седница на почетокот на годинава, повторно треба да се објави јавниот конкурс. Советот на општина Кочани повторно ќе го објави конкурсот за изработка на идејни решенија за изменување на постојниот општински грб и знаме. Според пропишаните критериуми што се предлагаат при изработката на грбот и знамето треба да се имаат предвид историските традиции, културното наследство, природата, географските и стопанските карактеристики на Кочани. Во идејните решенија треба да бидат застапени максимум 4 бои, во кои црната и белата не влегуваат во вкупниот број. Грбот на општина Кочани може да биде еден од елементите на идејно решение на знамето. Решенијата треба да бидат текстуално образложени и да можат да се аплицираат на плакети, меморандуми, значки и слично. Еден автор може да аплицира со повеќе предлози, а изработените трудови треба да бидат доставени под шифра до Советот на општина Кочани. Предлозите да се изработени на хамер хартија во формат А4. За авторот на идејното решение што ќе биде утврдено како нов општински символ е предвидена парична награда во висина од 10.000 денари. За предлогот за распишување повторен конкурс, Советот на општина Кочани треба да расправа на 58-та седница, што е закажана за петок. Актуелниот грб и знамето на општина Кочани беа усвоени на седница на Советот во јануари 2010 година. Предлогот за нивна измена беше подржан на седницата што се одржа во февруари годинава. За една недела е продолжен рокот во кој пчеларите ќе можат да ги регистрираат пчелните семејства што успешно ја поминале минатата зима. Со тоа ќе го исполнат и условот за аплицирање за добивање земјоделска субвенција преку платежната агенција. Агенцијата за храна и ветеринарство ги известува пчеларите дека рокот за попис на презимени пчелни семејства е продолжен до средината на идната недела, односно до 15 јуни. Продолжувањето е направено по барање на самите одгледувачи на пчели. Со донесување на дополнувањата на правилникот за начинот и постапка за идентификација и регистрација на пчелите, сите пчелари кои досега не ја спровеле оваа активност во своите пчеларници, тоа ќе можат да го сторат до средината на месецот.
При тоа, бројната состојба треба да се пријави во ветеринарното друштво со кое имаат склучено договор, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Евидентирањето на бројната состојба на пчелните семејства кои успешно ја поминале минатата зима во ветеринарно-информативниот систем на Агенцијата е услов за аплицирање на одгледувачите на пчели да добијат земјоделски субвенции. 20 уметнички дела насликани од детските рачиња на малите уметници, ученици во основните училишта во Неготино, се изложени во Домот на културата Тошо Арсов во Виница. Уметничките дела се насликани како дел од детската ликовна колонија, која што се одржува во преубавиот амбиент на манастирот Свети Ѓорги близу Неготино. Во изложбениот салон на Домот на културата Тошо Арсов во Виница се изложени 20 детски уметнички дела кои се дел од детската ликовна колонија, која што традиционално се одржува секоја година во преубавиот амбиент на манастирот Свети Ѓорги, што се наоѓа недалеку од градот Неготино. Проектот финансиски е поддржан од Министерството за култура. На оваа колонија учество земаат дечиња од основно образование од повеќе градови во државата заедно со нивните ментори. Минатата година, со оглед на ситуацијата со COVID-19, учество зедоа само дечиња од општина Неготино, под менторство на професорката по уметност Ѓуркица Андонова. Од вредните раце на дечињата, 8 и 9 оделение, произлегуваат дела кои што оставаат впечаток како да се насликани од возрастни или искусни уметници. И секоја година колекцијата со уметнички слики во Центарот за култура станува побогата со прекрасни дела, од кои се создаваат успешни и прекрасни изложби, презентирани ширум земјава. На отворањето на изложбата беше кажано дека создавањето уметност уште од мали нозе е изворен начин преку кој едукаторите ја имаат таа можност да го следат развојот на детето. Голем број истражувања покажале дека кога децата се поттикнуваат од најмала возраст слободно да ја изразат својата креативност, тие всушност го негуваат визионерот во себе. Домот на културата во Виница во последните денови од учебната година ги повикува сите ученици и нивните наставници да дојдат да ја посетат изложбата со желба истата да им биде инспирација за убаво лето и непресушен извор на мотиви за нивните летни творештва и креации. Министерството за економија го објави јавниот повик за реализација на мерката организиран одмор на работници со ниски приходи чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од 30.000 денари. Потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава по принципот прв дојден, прв услужен. Започна аплицирањето за ваучери за годишен одмор за граѓани со ниски месечни примања, односно за семејства кои не го надминуваат нето износот од 30.000 денари. Ваучерите се со вредност од 12.000 денари и ќе можат да се користат во категоризираните угостителски објекти за сместување, лоцирани во туристичките центри кои претходно се пријавени во Министерството за економија. За реализација на оваа мерка се предвидени 15 милиони денари, што значи ваучери ќе има за 1250 граѓани, а средствата ќе се даваат по принципот прв дојден, прв услужен. Со оглед на зголемениот интерес на граѓаните и оваа година продолжи мерката преку која на работниците со ниски примања им се возможува користење годишен одмор. Владата преку програмата на Министерството за економија во 2017 почна да ја спроведува оваа мерка со цел да даде поддршка на домашниот туризам, но во исто време на семејствата со ниски месечни примања да користат одмор во туристичките центри во земјава, велат од Министерството за економија. Оваа мерка има за цел да им овозможи на семејствата со ниски приходи со поддршка на државата да го искористат правото на годишен одмор и истовремено да им се даде и поддршка и на хотелиерите и угостителите да работат со исполнети капацитети и надвор од туристичката сезона, со што се стимулира развојот на домашниот туризам.
Потврдата за користење на средства за организиран одмор може да се користи само од работникот на кого му е издадена, заедно со членовите на неговото потесно семејство кои се наведени во барањето. Јавниот повик трае до 30 јуни. Ваучерот ќе може да се искористи најдоцна до 30 ноември 2021 година. Повикот и конкретните документи кои треба да се достават заинтересираните може да ги најдат на веб страницата на Министерството за економија. И за крај информацијата од спортот. Општина Кочани го продолжи рокот за пријавување екипи за традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Пријавувањето трае до четврток, 10 јуни. Општина Кочани ќе им овозможи продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните учесници на традиционалниот Петровденски турнир во мал фудбал. Продолжувањето е до четврток, 10 јуни, а е со цел да им се даде повеќе време за формирање на составите, откако тоа го побарале дел од екипите што се редовни учесници на надпреварувањето. За учество на Петровденскиот турнир, екипите се должни при пријавувањето да уплатат котизација од 2000 денари на сметката на Општинскиот фудбалски сојуз Кочани, како и да достават име на екипата и список од 10 играчи кои имаат наполнето најмалку 16 години. Пријавите можат да се подигнат во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани или од официјалната веб страница на локалната самоуправа. Ждребувањето за распоредот на надпреварите е закажано за 16 јуни, а турнирот ќе почне по договор со екипите. За трите неуспешни тимови, како и за поединци, на Петровденскиот турнир се обезбедени вредни награди. Победникот во финалниот надпревар ќе добие награда во износ од 60.000 денари. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.